Во Центарот за култура Илиоантески смок, тетовци имаа можност да погледнат филателистичка изложба на поштенски марки и писма кои низ историјата биле адресирани до Македонија. Бранислав Светозаревиќ, 40 години посветил на колекционерството. Со изложбата сакал да покаже дека македонецот, обичниот човек, никогаш не си ја заборавил татковината. Името Македонија во изминатите 100 години никогаш не било избришано и се употребувало и тогаш кога било најзабрането. Кога започна конфликтот околу името со Грција, тоа беше мојот повод да се занимавам малку со таа тема и почнав да собирам писма кои се испречени до Македонија и низ адресирањето да видиме како тоа се одвивало кај обичните луѓе. Се покажа дека во оваа збирка која овде е изложена од испратени писма од 100 земји во светот во последните 110 години, дека името Македонија никогаш не било всушност избришано и тогаш кога било најзабрането да се употребува и тогаш кога не постоела македонската држава, сепак македонецот, обичниот човек, не си ја заборавал татковината. Студентот, печалбарот, потоа воените заработеници македонци, туристите никогаш не ја заборавиле својата татковина и од најневозможни ситуации пак си ја адресирале на Македонија. Велам, тоа било и проблем за некои пошти да ја најдат каде се наоѓа, бидејќи како држава не постоела, меѓутоа чувството дека припаѓаат овие луѓе на една татковина која се вика Македонија било посилно од се. И тие тоа го пишувале и тоа мене ми импресионираше и тоа е резултатот на 23 години собирање на оваа збирка која дојде моментот да од 1903 до 2011 да ја прикажеме тука сега и во Тетово. Инаку самата изложба беше изложена и во Скопје, а ќе патува и низ други градови во Македонија. Вечерта продолжи со песни и ора. Со препознатливиот професионален настап, публиката во Центарот за култура го проследи оригиналниот македонски фолклор на ансамблот Танец. Избегаваме последниве 2 години да бидеме стандардни, туку да бидеме баш онака уникатни, да бидеме исти како сме, да речеме, како игравме во Кина, како игравме во Сава центар, така да играме и во Тетова сега тука, нели, низ цела Македонија, бидејќи посебно македонскиот народ и македонската публика го заслужува тоа и онаа генерација посебно млада што имаме која навистина не знаат што е танец, дека танец е оној ансамбл единствен ансамбл за народни игри и песни во Македонија кој го негува на професионално ниво македонскиот фолклор, македонската песна. Кога се договаравме со Светлана, со Горан, кога ми се јавија дека има еден убав повод по повод ослободувањето на Тетова, дали би настапили, јас само реков само да погледнам дали сме слободни, дали имаме слободни сме, доаѓаме. Само тоа беше целата работа и стално ќе доаѓаме тука. Не знам дали се сеќавате вие, не знам како медиум, ние бевме тука за возобновувањето на нели културно-уметничкото друштво Дрене, што го имате од Тетово. И ние бевме како поддржувачи тогаш на возобновување на тоа културно-уметничко друштво и секако од Тетово ќе дојдеме секој пат кога нели ги има расположение за тоа. Затоа и постоиме. Филателистичката изложба и настапот на играорците од Танец беа дел од одбележувањето на денот на ослободувањето на Тетово.